Молка од владата, министрите, премиерот и председателот на државата за развеаното знаме на голема Албанија што се вееше во Тетово за пречекот на косовскиот премиер Албин Курти. СВР Тетово ќе истражува кој го веел знамето, но за сега молчат за санкции кон градоначалникот и домаќин Билол Касами, кој на Фејсбук објави фотографија од вчерашниот концерт по повод посетата на косовскиот премиер каде се вее знамето на голема Албанија. Албин Курти дочекан како вистинска звезда и во Тетово, но и во Чаир кај домаќинот и градоначалник Висар Ганиу по повод преименувањето на улицата Втора македонска бригада во името на косовскиот борец за голема Албанија Адем Демачи. Прегратки, бакнежи и поздрави за косовскиот премиер од толпата чаирчани која беше на собрана да го прослави новото име на улицата. Силно полициско обезбедување имаше во Чаир, а Тетово синоќа беше парализирано и со посебен сообраќаен режим, каде училиштата и градинките станаа паркинг место пред закажаниот концерт во име на косовскиот премиер. Од СВР Тетово информираат дека преземени се активности и се работи на расчистување на случајот и сите ќе бидат санкционирани доколку се утврди вина, вклучително и градоначалникот. Иако тој лично ги објави фотографиите со знамето и организатор на настанот, МВР допрва ќе истражува кој го веел знамето. Имено за веењето на знамето од Кутлеш во Охридскиот суд веќе се води постапка против адвокатот Тони Менкиновски за нарушување на ред и мир. Бурни реакции кај јавноста предизвика преименувањето на улицата Втора македонска бригада. Ова име е во чест на бригадата во која учествувале 180 борци кои што ги дале животите во борбите со бугарскиот окупатор. На голем дел од нив и во завршните борби на ослободителната борба на Македонија во 45-та. Од сега улицата во Чаир ќе го носи името на високо почитуваната личност во Косово, кој е истакнат книжевник и борец за голема Албанија Адем Демачи. Тој нема никаква врска со главниот град, ниту со Македонија. Единствената врска со македонската територија е тоа што во Скопје ги завршил студиите.